Без дофрлање од место имате шанса, пријавени сте, нема проблем. Благодарам, колешка на репликата, благодарам, подпредседател. Овака, 8,1% зголемување на казни, односно на приходи од казни. Од една страна имаме намалување на судски такси и така натаму, и глоби, нели? Имаме намалување на глобите за прекршоци, гледам и тоа е во ред, но 8,1% очекувате поголема наплата. Каде е логика? Еве сами логички размислете од каде ќе дојдат тие зголемувања од 8,1%. Ако нивото, односно цената на казните остане иста, без разлика кој тип на казни. Ако остане иста, значи ако во една година се казнуваат 100.000 граѓани, сега ќе се казнуваат 108.000 граѓани. Друга логика од собирање на казни јас не гледам како би се зголемил овој приход. За продажбата на имотот, почитувана колешка, јас не знам, еве сами размислете кога би продавале куќа доколку имате, дали во период кога е економска криза, кога на сите им требаат пари, кога цените одат надолу, или ќе продадете кога нешто ќе достигне повисока цена. Благодарам.